вечер od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na Glasotna Amerika na makedonski jezik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Посинокишната средба за името во Њујорк. Македонската редакција на Гласот на Америка разговараше со посредникот на Обединетите нации Метју Нимец и со македонскиот преговарач амбасадорот Зоран Јолевски. На средбата немало нов предлог, а Нимец побарал попозитивна атмосфера за преговорите. Со Нимец разговараше Ведран Андоновски. Канцеларијата на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации ја оцени средбата како можност за подобро запознавање, бидејќи ова е прва на амбасадорот Јолевски како преговарач. Според Обединетите нации не станало збор за нов предлог, а Нимец ја подлекол потребата од попозитивна атмосфера, без иритирачки изјави на обете страни. Јолевски и грчкиот преговарач Адамантиос Василакис се согласиле повторно да се сретнат, а датумот допрва ќе биде утврден. Нимец очекува преговорите во иднина да станат по-конкретни. At some point, what I'm hoping is that we go from Се надевам дека во одреден момент ќе преидеме од генерални позиции на по-конкретни преговори за специфични идеи, со цел да испитаме дали може да има некакво компромисно решение. Test whether there might be some compromise solution here. Посредникот на Обединетите нации не сакаше да коментира дали промената на власта во Вашингтон ќе има влијание на преговорите во контекст на фактот дека грчкото лоби во САД е мощно активно во прикажување на председателот Обама и подпредседателот Бајден како политичари кои ги поддржувале и се очекува да продолжат да ги поддржуваат грчките интереси. First, I'm a UN mediator, so I don't speak for Јас сум посредник на Обединетите нации, значи не говорам во име на американската администрација и не знам што таа ќе каже и ќе направи за ова прашање. Јас не можам да говорам за неа. Мислам дека во соодветно време ова американска администрација ќе ги представи своите гледишта на страните и треба да оставиме на неа да одговори на ова прашање. За неодамнешниот предлог на меѓународната кризна група, Македонија под референцата ФИРОМ да биде примена во меѓународните организации, а Грција да се откаже од заканите со вето. Нимец кажа дека со голем интерес го прочитал извештајот, но дека на крајот се работи само за предлог на невладина организација, дека разбира што таа вели, но дека такво нешто не се случува во реалноста. Дали во овие преговори треба да се преговара за нешто друго покрај името? Дали Македонија или која да е друга земја воопшто треба да преговара за својот идентитет, јазик или шанси за прием во НАТО и Европската унија? Нимец одговара. The way you phrase the question is a very difficult question for me to answer. Начинот на кој го поставувате прашањето причинува да биде многу тешко да одговорам на него. Она што ќе го кажам е дека може би има аспекти на прашањето што се наоѓа на маса. Се разбира, главното прашање е името на државата. Нема да коментирам на опфатот на преговорите или пак што е можно, зашто земите треба или не треба да разговараат или да побараат. А македонскиот преговарач Зоран Јолевски во одвоен интервју за нашата редакција кажа дека на средбата не бил отворен последниот предлог на Нимец, туку се разговарало како да продолжат преговорите. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Амбасадорот Јолевски вака го сумира македонскиот став искажан на средбата. На состанокот го пренесо ставот на Република Македонија дека би сакала да се најде решение што е побрзо околу разликите со името со Грција, со цел да се обезбеди интегрирање на Македонија во НАТО и Европската унија. Иако според времената спогодба од 1995 година, ова не би требало да биде пречка. Но за да се постигне ова, потребна е спремност и компромис од страна на Грција. Исто пренесо дека во овој процес е потребно да се заштити интегритетот и достоинството на македонските граѓани, кои се посветија на реформите и со постојаното ниво на демократија ги исполнија условите да добијат покана за членство во НАТО. Средбата од 1 час и 40 минути во Њујорк била повеќе од подготвителен аспект за тоа. Што и како понатаму? Нова средба не беше отворен последниот предлог на амбасадорот Нимец, така да не се преговараше за суштински прашања, туку за продолжување на преговорите и начинот како ќе се овие преговори продолжат. Исто така стана збор и за создавање на добра атмосфера, билатерална атмосфера меѓу двете држави, со цел полесно се најде решение.
Ѓолевски оцени дека средбата ги постигнала зацртаните цели. Немиц дополнително ќе информира кога ќе се одржи наредната средба со оглед на фактот дека во Македонија следат председателски и локални избори, а во Грција избори за Европскиот парламент. А денес е 200-та годишнина од раѓањето на Абрахам Линколн, што многумина го сметаат за најголем великан меѓу американските председатели. Но пред да се навратиме на него, да чуеме кои се другите вести. Министерот за внатрешни работи на Пакистан за прв пат кажа дека терористичките напади на Мумбај во Индија минатиот ноември делумно биле планирани во Пакистан. Зборувајќи пред новинарите, Рахман Малик кажа дека се уапсени 6 осомничени во врска со нападите и дека владата води постапка за уште двајца кои се во бегство во врска со случајот. Но Пакистан негира директна инволвираност во нападите во кои загинаа повеќе од 170 лица и најмалку 300 други беа ранети. Преговарачите на двата дома на Американскиот конгрес постигнаа договор за економскиот стимулативен пакет во вредност од 789 милиарди долари, со што е отворен патот за конечно гласање во Конгресот. Лидерот на демократското мнозинство во Сенатот, Хари Рид, кажа дека компромисната легислатива треба да создаде 3,5 милиони работни места кога ќе влезе во сила. Линколн служел во граѓанската војна во 1860-тите, што за малку ќе ги разединаше Соединетите Американски држави заради прашањето на робство. Тој ја потпиша прокламацијата за еманципација со која започна процесот на ослободување на црните робови. Обама, првиот африкански американец председател на САД, синоќа присуствуваше на гала прослава во историскиот театар Форд во Вашингтон, Д.С., местото каде врз Линколн бил извршен атентат во 1865. Вчера театарот за прв пат беше отворен по долго реновирање. Беше прикажана театарска представа на биографијата на Линколн. Меѓу Обама и Линколн често се повлекуваат паралели. А Обама ја започна кампањата во родниот град на Линколн и го направи истото патување со воз од Филаделфија во Пенсилванија до Вашингтон, Д.С. на пат кон неговата инаугурација во јануари. Тој даде заклетва на функцијата врз Библијата што Линколн ја користел за својата инаугурација. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.